Со темелна истрага на МВР која вклучувала и дронови, како и преглед на камерите од безбеден град. Синоќа било пронајдено возилото со загинатите тројца косовски државјани, кои претходно дента биле пријавени за исчезнати во полициската станица Битпазар. Пријавата ја поднел косовски државјанин кој алармирал дека не може да стапи во контакт со неговата жена, со која патувале и нејзиниот брат и неговата сопруга. Контактот со нив бил изгубен, откако во саботата навечер околу 22 часот и 15 минути тројцата со возило се заминале од меѓународниот аеродром Скопје на пат кон дома. Веднаш по пријавата за исчезнати, екипи од секторот за внатрешни работи Скопје од ЕВР Чаир, Центар и единицата за интервентна полиција извршија пребарување на камерите на безбеден град за да се лоцира трасата на движење на исчезнатите лица и возилото кое го користеле. Подигнат беше и дрон над трасата поради фактот што беше утврдено дека возилото не ја напуштило државата преку граничниот премин Блаце. Истата вечер во 22 часот и 35 минути возилото конечно било лоцирано. Станува збор за автомобил Мерцедес со германски регистарски таблички, кој излетал и се привртал на дел од автопатот Скопје-Блаце, кој се уште е во изградба и е затворен за сообраќај. Од МВР го соопштија и идентитетот на настраданите, кои поради тежината на повредите починале на самото место. Смртта кај патниците била констатирана од страна на лекар од итната медицинска помош. На местото на несреќата бил извршен детален увид од страна на јавен обвинител и увидна екипа на СВР Скопје. По наредба на обвинителот, телата на починатите се дадени на обдукција, која треба дополнително да ги расветли причините за оваа трагедија. Инаку постоечкиот магистрален пат Скопје-Блаце, како и неговите недоградени делови, се сметаат за високоризична траса и своевидна црна точка во патната мрежа на Македонија.